на сите. Ви се јавувам од истото место каде што го завршивме минатото видео. Кај нас сега е 5 часот наутро и јас и Теодора сме будни од нешто после полноќ, што по македонско време тоа би било околу 8 часот наутро. Моментално сите спијат, уште е темно, тука сонцето малку подоцна изгрева. Така што само да ви се јавам дека започнуваме второ видео и за кратко мислам дека ќе ве прошетаме малку низ Естес. Се гледам. Моментално теа е со дедо и си играат и ова е перфектна шанса за мене да успеам да не распакувам на брзинка. И сакав да расчистам некои работи, особено еден куп низ има собрано пошта и писма и треба да видиме што е за ѓубре, што не треба. Меѓутоа, исто ни имаат пристигнато 2 книги, поточно на тие имаат пристигнато 2 книги и сакав да ви покажам, се не е битно кои се книгиве детски, меѓутоа за самиот проект. Тоа е по иницијатива и организација на Долли Партон, каде што секое дете до предшколска возраст добива на секој месец по една бесплатна книга. Дали е тоа прекрасно? Да, книгите се едукативни, смешни, интересни. Значи не е само еден тип, туку буквално има различност во изборот на книги. И ми е криво. Многу ми е криво што вакви некои работи не може да заживат во Македонија. Не знам до што е, до нас луѓето најверојатно, меѓутоа има некаде во светот каде што функционираат вакви работи. Дефинитивно Теодора да распакува ми е најлесна работа, бидејќи ги користим уште овие организери од која беше бебе, бидејќи уште ја собира облеката во нив. Најпрактични се бидејќи буквално вака ги зимам, ги ставам во куфер и ради формата се сплескуваат и не зафаќаат ич место и кога ќе стигнеме кај да одиме, само ги вадам од истово, буквално купени ми се од AliExpress, верувам дека и на Тему ги има истива. Конечно ние распакувани и како што Теодора не може да се изнаигра со играчките што ги има заборавено, јас така не можам да се изнарадувам на овие работи што ги има оставено овде. Многу парфеми, боди мистови, накид. Тука има многу работи и од Тему, многу има и право злато, сребро и слично. Меѓутоа, нито еден накид не ми вреди како овие. Ова е мојата и уште една, ова е на Теодора од кога се породив и буквално ништо од ова не вреди како тие две. Сега што ми останува, овој џумбус овде. Треба да видам што е со поминат рок, што не е, дали има нешто да се фрли, да се расчисти. Еве баш испаднале овие, купив нови лекови, меѓутоа сум имала некои што се со уште добар рок, па прво да видам да расчистам што е окей, што е за фрлање и да го средиме уште ова. Ние само што се распакувавме и ми остана уште некои ситници што се. И сакав да ви покажам за од ДМ што зимав. Не зимав многу работи, бидејќи планот ми е од тука да носам повеќе работи назад за во Македонија. Меѓутоа, за сите што ќе доаѓате навака или пак во некој место каде што е сува климата, тоест ова не е за тоа, вакви маски ќе ви бидат поише од потребни и тоа што мене ми е најголем спас, само да го отворам, е овој гел од Гарниер. Буквално кожата го впива и многу хидрира и немам проблем со лупење на кожата, така да ова ми е спасот и највише за ова отидов до ДМ. Сега се спремаме да излеземе и ќе ви се јавиме малку покасно. Океј, Вики, каде ќе одиме? Ќе одиме да се прошетаме малце, идеме до центарот. Најверојатно на сладолед. Пробуваме да останеме будни што е можно подолго, така да носиме Теодора малку да се прошетаме.
главната улица што ја поминавме сега. Тука искачаме на уште едно паркче и тука е реката. Приближуваме кон паркот и она што може да го видите се елкови. Овие животни ги имам видено само тука, не верувам дека ги има на некој друг континент искрено. И верували или не, иако има и мечки тука, овие се најопасните животни. Особено кога има сезона на парење или пак имаат малечки, стануваат многу агресивни. Пријател неодамно отвори негова coffee shop. Дојдовме да видиме како изгледа. Прилично интересно. Ова баба. Може да примети дека некои од елковите имаат како грлица. Тоа е од вработените од Националниот парк кои ги следат миграциите на овие животни. Тука се повеќе присутни во лето, а кога е зима се спуштаат надоле. Библиотеката е поврзана со општинската зграда, тоа е ова. Веднаш позади има како јавна сала, да ја наречам, за сите граѓани и е полициската станица. Ние само што се вративме од прошетка. Овој пат беше многу кратка, ама имајте разбирање, преуморни сме. За неколку дена верувам дека ќе ве прошетаме повеќе. Сега сме тука во дворот, буквално пред да заврне, чисто за да видиме што се треба да направиме. Имаме доста работа. What are we doing next? Tomorrow we start building the fence. We have a lot of projects to do to help my parents fix up their house a little bit. So tomorrow's the fence and maybe a little bit on the deck too. We'll see. Океј, значи оградата е прва на ред. Многу е ладно веќе, станува ладно, така да ние се одјавуваме тука. Буквално почнува да врне, така да се слушаме во следното видео. Бај бај!